Почитувани колеги пратеници, денеска пред нас е предлог законот на Социјалдемократскиот сојуз за укинување на екстерното тестирање. И како што кажа и моите претходни колеги, пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе гласа против овој предлог закон, а ќе образложам и зошто. Прво и пред се ќе кажам дека самиот термин екстерно тестирање во јавноста одредени партии, поединци и групи погрешно го третира. Зошто? Затоа што екстерното тестирање представува надворешно проверување на објективноста на оценувањето на постигнувањата на учениците. Што значи дека екстерното тестирање опфаќа само еден параметар во квалитетот на образованието во основното и во средното образование. При тоа, во ниту еден случај не се навлегува во автономноста на наставникот во изведување на оценка на ученикот со сите расположливи законски методи. Нормално и сосема е јасна имаме перцепција дека наставникот истовремено е и предавач и е воспитувач. И дека завршил соодветно образование, положил стручен испит и со тоа станал компетентен да биде наставник, а со самото тоа и оценувач. Причините до кои што дојде до екстерното тестирање, ќе се обидам да ги групирам во неколку сегменти, односно да ги кажам кои беа засегнатите страни. Прва и основна причина е да се подигне квалитетот на образованието. Имено веќе подолг период јавноста е сведок на еден неприроден тренд во образованието. Значи, ученици со неколку единици, така преку ноќ, поминуваат добри, па дури и многу добри. Двојките на некој чуден начин стануваа петки. Од едно оделение со 30 ученици, 25 сите со петки. И да не набројувам други примери, верувам дека, почитувани колеги, и вие ги знаете. Со години алармираат и наставниците, алармираат и самите ученици, алармираат и родителите. И се вршеа разни притисоци на наставниците, а тој притисок спрема наставниците особено беше истакнат на крајот на учебната година. Беа доведувани на вистина во една непријатна ситуација. Овие состојби ги демотивираа и наставниците, и родителите, и учениците. Оние ученици кои што вредно работеа и кои што со труд си ги заслужиле оценките, се демотивираа од едно такво оценување. Наставниците пак кои што ги следат образовните трендови, кои што вложуваат во својата работа, се доедуцираат, вредно и многу честно си ја работат својата професија, а такви ги има многу, верувате, се демотивира затоа што се изедначуваа со дел од колегите кои што не го правеа тоа така. И на крајот на криштата беа демотивирани и родителите кои што сакаа нивните деца да си ја добијат заслужената оценка. Нормално дека секоја одговорна влада не може да остане глува на еден ваков тренд на оценување, а особено не владата на ВМРО-ДПМН, чиј што висок приоритет е образованието. Затоа, почитувани колеги, во 2013 година се воведе екстерното тестирање. Екстерното тестирање опфаќа над 200.000 ученици и над 15.000 наставници. Ова е една голема реформа, која што засега, верувам ќе се сложите со мене, на вистина голема популација, и нормално е да предизвика различни реакции. Значи, некои ќе ја прифатат оваа реформа, некои ќе бидат против оваа реформа. Но треба, барем мислам дека да имаме минимум консензус дека оваа реформа е системска и треба да се гледаат незините долгорочни ефекти.
краткорочно може би на некој му изгледа дека не е добра, но долгорочно овие ефекти ќе бидат покажани. Жалам исто така што дел од наставниците не ја сватија потребата од екстерното тестирање и истовремено треба да кажем и фактот дека сега веќе кога имаме едно конкретно искуство зад себе со реализирано екстерно тестирање неколку пати, значи се покажаа на некој начин и неговите слабости. И тие слабости треба да бидат коригирани и подобрени. Првите чекори веќе се направија. Значи во јуни 2015, почитувани колеги, додека вие не бевте овде, го изгласавме законот за намалување на казните на наставниците, а тоа впрочем беше договор помеѓу синдикатот и Министерството за образование и ние овде како пратеници таа одлука на СОНК и Министерството за образование ја преточивме во законско решение и тогаш ни беше кажано дека тоа е прва фаза на договор помеѓу СОНК и МОН и сега очекуваме и втора фаза помеѓу релевантните фактори. Во диалог, значи, се уште има отворени прашања, како што кажа, во концептот на екстерното тестирање и драго ми е што неодамна и владата излезе со соопштение дека се планира нов концепт на екстерно тестирање. Ние како пратеничка група на ВМРО-ДПМН можеме само да ја охрабриме владата да продолжат во таа насока и предлог решенијата да ги достават до нас како пратеници и се надевам дека тогаш сите ние заедно конструктивно ќе поразговараме околу новиот концепт на екстерно тестирање. Но, почитувани колеги од опозицијата, овој ваш предлог закон за укинување на екстерното тестирање можам сега во овој момент да го оценам само како популистички предлог за предизбори и обид некако да се доближите до наставниците и до учениците. И при тоа, како што кажав и пред малку, мислам дека многу нечесно играте. Затоа што велите дека ќе го укинете кога ќе дојдете на власт на 24 април, тоа нема да се случи, дека ќе го укинете екстерното тестирање, а во вашата програма, која што патем речено не ја пишувате самите, туку вие пишуваат странци, во вашата, го кажа членот Комисијата на образование, не го измислив ова јас. Значи бев на Комисијата за образование и еден од вашите колеги, не знам кој точно беше, кажа дека во вашата програма предвидувате државно тестирање, односно екстерно тестирање. Зошто тогаш ги замајувате и наставниците и учениците? Ова е уште еден доказ дека ова популистички настап. Ако се грижевте за наставниот кадар, ова излегува дека само кога сте во опозиција се грижите за наставниот кадар и за учениците, а кога сте на власт не чините ништо. Значи, ако бевте, кога имавте прилика да бидете на власт и ако се грижевте за наставниот кадар толку многу и за условите во кои што тие работат, ќе направевте барем нешто. Значи имавте прилика, не направивте, не реконструиравте училишта, не направивте, ајде да не речам сега, да не бидам груба, не буквално ништо, но многу малку во споредба во она што го направи ВМРО-ДПМН од 2006 година па наваму. Значи платите на наставниците беа како да им делите социјална помош и условите никакви, значи ни на крај памет не ви падна да се погрижите за кариерниот развој на наставниците. Донесовме закон за кариерен развој на наставниците. Се сеќаваме дека родителите на секој 1 септември мака мачеа како да ги купат комплетите на учебници на своите ученици во книжарниците. Ние воведовме бесплатно образование, бесплатни учебници. И за ваша информација, колега Сугаревски, сега се печатат нови бесплатни учебници. Во тек е печатење на нови бесплатни учебници. Се надевам дека во репликите ќе имаме можност да се доискаже. Благодарам, господин Николич. Љубиша има реплика.
Благодарам, председателе. Почитувана колежка Ласовска, и самите рековте во вашиот говор дека само еден сегмент може да се види од екстерното тестирање кај учениците и кај професорите. Ама тоа е еден сегмент, многу значи за овие деца. Таа една оценка може да му значи да не се запише на одреден факултет по која што има жел. Може да изгуби стипендијата, а некој колега да изгуби работата и да биде казнет со 20%, една година, 2 години и така натаму. Што значи дека самите признавате дека оваквиот начин на екстерно тестирање не е добар. И тоа требаше да биде доволен знак за вас, за да реагирате и да направите нешто. Вие сте тие кои што 9 години сте на власт. И немојте да се фалите дека многу сте направиле во образованието. Вие им скративте 30% што ги ветивте на професорите. И качите само 10%, 20% не им ги качите затоа што фати и се искористивте светска економска криза. Исто така, се залагате многу одлично имало претходно, па за тоа било воведено ова. А што значи дека сега овие што имаат единици со квизовски надпревар закружат само по да, имаат двојка. Значи ги наградувате тие кои што не треба да завршат средно образование или основно образование. Значи вие на тој начин сакате да ги осакатите оние кои што покажувале меѓу 4 и 5, па добиле да не кажам 5-ка, а овие кои што не заслужуваат ни преодна оценка, вие сакате тие да им го овозможите со таа екстерна оценка и затоа се случува да ученик кој што е упатен на поправен да добие на екстерно оценување 5, затоа што постојат одредени дефекти во самиот процес на тестирање, во начинот на тоа колку се и како се реално контролираат овие ученици дека траат тестовите, затоа што вие за време на тестовите и екстерното тестирање испраќате надворешни посматрачи кои што се од администрацијата, кои што воопшто немаат врска со администрацијата и со образовниот процес. А што се однесува за тоа дека сте правиле договор со професорите, со наставничкиот пленум или со некои други организации, а посебно го истакнувате синдикатот. По ваше време го уништивте синдикатот. Нема синдикално движење. Го поделивте. Па Дојчин Цветановски, кој што беше лидер на СОНК, е член од вашата група која што ги брани интересите на владата. Никаде во светот синдикатот не може да поддржува власт. Сега да се бори за работничките права. Како може да зборите за синдикат? Најавен штрек штрекуваат скоро преку 60-70% од училиштата. Вие тоа не го прекажувате на медиумите. Го стопирате од 5 до 12, да не кажам, се стопира утре ден, ете начално се договори. Самите си ги донесувате законите, а самите закони не ги почитувате. Денеска и самиот заменик министер призна дека донесен закон за академија, ама не е во функција затоа што постојат преговори. Не може така. За 6 месеци законот се знае каде се донесува и кој треба го почитува. Ако треба да се промени закон, тогаш треба да се донесе тука и тогаш да се стопират некои работи, а не да ги донесувате, а да не ги спроведувате. Благодарам. Госпоѓа Ласовска, Благица, контрреплика. Поле. Почитуван колега, во вашата реплика повторно кажавте еден став, комплетен став на целата ваша партија, дека не почитувате суд, не почитувате никаква институција, па не го почитувате сега па ни синдикатот. И синдикатот за вас не е релевантен фактор кој што ги искажува ставовите на наставниците. Околу грижата, ја спомнавте грижата дека во ваше време сте се грижеле за наставниците и за платите. Ова не е ваш терен, господине. Еве само ќе ви кажам еден податок од тоа време, колку биле платите. 8600 денари имале плата наставниците кога вие сте биле на власт. Сега таа плата е околу 23.000. Толку за грижата на наставниците од ваше време. Благодарам, господи Димова. Лидија има реплика. Полете. Не знам, мислам дека просто ви завидувам, значи како живеете и каде живеете, стварно, ама изгледа во башка држави живееме. Јас сега пред мене имам програмата на влада 2014-2018 во делот на знаењето Македонија земја на знаење. И ако ги разгледате сите работи во кои што владата ќе инвестира во делот на образованието, тие се од типот градење, реконструкција на училиште, 2 нови средни училишта во Шуто Оризари, реконструкција на студентски дом во Цеделче, ветен од 2014, обсерваторија на вештини, реални училишти и компании, академија за не знам шо, значи не да ви лежат академиите, ненормална работа, лудни се, спортски таленти некакви. Мислам, ништо нема тука од она што е најбитно во образовниот процес, а тоа е поддршка на наставниците.
Наставниците се исто така професија која барат соодветен третман. И тој третман треба да биде одразено и во буџетот и во програмата и да видиме како тоа ќе се рефлектира понатаму во тестовите. Ние имаме екстерно тестирање кој понатаму резултатите не ни ги подобрува таму каде што учествуваме ниту во Тимс проектот, ниту во ПИЗа и сега се чудиме од каде произлегува се тоа. Што се однесува во делот на градење на политики и на кроење на политики, јас на вистина се надевам дека овој пат нема да е утнета работата и во моментот кога ќе се преиспитува нели екстерното, дека тоа ќе го направите благовремено и ќе ги консултирате вистинските засегнати страни во приказната, а не откако вие меѓу себе ќе се согласите дека ова е законно што сакате да го донесете, патем нели и да ги вклучите и исламските вредности во приказната, како што видовме денеска. Значи, и откако ќе го направите тоа, тогаш да се сетите да се прашате што реално, како размислуваат засегнатите страни. А под засегнати страни не се само учениците, тука се и професорите. Па видите, како го објаснувате постоењето на пленумите? Од каде излегуваат тие луѓе одеднаш? Сакате да кажете дека ние како опозиција ги организиравме пленумите? Па, ако така верувате, тогаш навистина, навистина се наоѓате во ситуација кога самите себе се лажите. Факт, ноторен е, има пленуми, има незадоволство, а вие можете да се палите колку сакате. Ама тој факт не можете да го побиете. Благодарам. Благодарам, госпоѓа Ласовска Благица, има контрреплика. Почитувана колешке Димова, еве не мора јас да се фалам. Благодарам што не изфаливте и што кажавте се што има направено оваа влада од 2006 година па наваму. Навистина ни направивте бесплатна реклама, но еве јас само ќе додадам нешто што вие не прочитавте, затоа што ако го читате отчетот, ќе ви треба 3 дена да читате. Не кажавте дека направивме 65 основни училишта, изградивме 5 средни училишта, а едното е во фаза на градба. Извршени се санација и реконструкција во над 350 основни и средни училишта и изградени се 48 училишни спортски сали. Ова за вас е мисловна именка, господјо Димова. Ви благодарам. Благодарам. Господја Десковска Рената има реплика. Полите. Почитувана колешке, рековте дека е неприроден трендот ученици кои што имале неколку единици да поминат многу добро или одлични. Знаете што е уште по-неприродно? Неприроден е трендот што се случува од 2006 до денес, кога ученици со неколку единици стануваат градоначалници или министри од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Тоа е неприроден тренд. Многу по-неприроден од тоа што вие го кажувате. Понатаму, велите дека висок приоритет на владата е образованието. Знаете што е висок приоритет на владата на ВМРО ДПМНЕ во образованието? Да се понижи, да се уништи, да се девалвира образовниот процес, од причина што ваши врвни функционери носат комплекси од времето на нивното образование. Затоа е таков приоритетот и такви се резултатите во образованието во времето на ВМРО ДПМНЕ. Велите дека се фалите со проекти. Заборавивте да кажете дека и вашиот премиер лично оди да провери дали дихтуваат прозорците во училиштата и ги чука радиаторите да провери дали добро звоне, дали се наполнети или не. И ви благодарам што пред сите граѓани на Република Македонија потврдивте и признавте дека имаме програма. Добро е што сте ја прочитале, особено во делот на образованието. Слободно прочитајте и во другите делови, имплементирајте, не се лутиме, спроведете ги, дури ќе ви бидеме благодарни и ќе ве поддржиме кога ќе ги спроведувате проектите кои што се предвидени во нашата програма. Зборувате за наставникот како предавач, воспитувач и оценувач. И тоа е концепт што треба да постои наставникот да ги има трите функции. Но вашиот концепт на екстерно тестирање се сомнева во наставникот како предавач и во наставникот како оценувач. Го понижува со концептот на екстерно тестирање, за жал без да се дадат никакви резултати во подобрување на квалитетот на образованието. Ви благодарам. Благодарам. Госпоѓа Ласовска Благица има контрреплика.
Колешке Десковска, споменувате, подценувате одредени личности и не ги кажувате по име, тоа значи дека навредувате некого паушално. Според мене, уште понеприродно е некој да се пријавува дека е коавтор на 150 книги и автор, а да нема ниту еден. Ако баба лаже, Google не лаже. Благодарам. Благодарам. Господинот Цугаревски Горан има реплика.